се случи со таа иницијатива за некаква анкетна комисија? Кочани, па недобра се стават и другите случаи кои биле од претходно, мислам, и на крај ништо не се случи. Што стана со тие иницијативи и идеи? Се сложувам, тоа е целта, меѓутоа ние имаме примери дека тоа воопшто не е така. Еве сетете се на анкетната комисија за онкологија. Што беше целта? Дискредитација лична кон мене од страна на пратеници на ВМРО-ДПМН, кои што замислите криеле документи. И јас за тоа бев на таа комисија обвинуван. Замислете се, која е таа атмосфера, каде ја те тужи, каде ја те суди, ти не можеш ништо да направиш. А се сложувам апсолутно дека ако најдеме начин, макар тоа била анкетна, надзорна или било каква комисија која е многу интересно, кој ги иницираше тие работи во време кога беше многу актуелно Кочани, па сака и да го одвлечат малку вниманието. Не се тоа само политички фактори кои што има интерес да го одвлечат вниманието од трагедијата во Кочани. Како може ВМРО да си дозволи да одбие иницијатива, да на крај мора тоа СДСМ да го предлага за закон со кој што ќе се помогне на жртвите од Кочани? Која е логиката на тоа? Земав обврска во текот на завчера кога се имавме еден настан и кога го поднесувавме на практично законот да го искомуницирам со пратениците на ВМРО-ДПМН. Мора да ви кажам дека искрено верувам, ајде да кажам и сум прилично сигурен дека навистина немаат против таква работа. Можеби требаше и во најавата да им пристапам. Но еве, го најавив законот. Еве сега е спремен, има прилично добро законско решение. Станува збор за финансиска надокнада на семејствата кои што загубиат член, финансиска надокнада за повредените кои што имаат различен степен на инвалидитет. И мора ви кажам, спомнати се со истите права и семејствата на другите три трагедии. И ставивме го законот. Добро, да. Така да, во текот на следните денови ќе разговарам со пратениците и навистина најискрено без никаква идеја и намера политички да поентирам јас лично или СДСМ. Тоа е во интерес на семејствата во Кочани. Повторно ја кажам, имам лични контакти, луѓето имаат предизвици, одат на психолози, реални потреби имаат луѓето.